Менуваме од ПРМ во Северна. Јазикот и нацијата си остануваат недопрени и не чека бесплатно здравство во Европската унија, инвестиции и просперитет. Се тоа ако помине референдумот. Во спротивно, дезинтеграција, распад на државата, нема да има пензии и нема здравствено осигурување. Владата во жесток налет до последниот ден од кампањата ги користи сите средства за да ги убеди граѓаните во неопходноста од прифаќање на преспанскиот договор со кој се менуваат името и уставот на Македонија. Дека се што се менува е навредливата референца, а не вистинското име на државата, се инсистира упорно во реклами, при телевизиски гостувања, на средби со граѓаните или во нарачани текстови, и покрај бројните укажувања од експерти, опозициски представници, па дури од некогашни членови на владеачката партија, дека оваа пропаганда не соодветствува со реалноста. Не ја заменуваме ФИРОМ со Северна Македонија. Едно е точно во тоа. Ние, таа референца која што имаше за цел да се задржи кусо време, ја задржавме многу години и сега што правиме? Ја заменуваме фактички со една трајна референца, веќе ова не е име. Ова не е име што произлегло од народ. Ова е една вештачка творба. Тоа е повторна референца, само сега трајна референца, при тоа губејќи ги стекнатите права. Кој народ се откажува од своите стекнати права? Наше стекнато право е да се нарекуваме Македонија. Заев и неговите министри како клучен аргумент за прифаќање на договорот го наведуваат зачувувањето на македонскиот јазик и македонската нација. Контрааргументи нудат првите луѓе на грчката влада Ципрас и Коджијас, кои впрочем го направија договорот со Заев и Димитров. Тие велат дека јасно и буквално се ќе биде подлежно на промена. А аргументи во тој правец нуди и домашната експертска јавност. Дали ние бивме фиромјани? Дали вие сте слушнале дека некаде надвор, без разлика дали Европа или други земји од светот, не нарекуваа фиромјани? Не, нема такво нешто. Ние секаде бевме македонци. Сега, со ергаумнес, со прифаќање, односно бришење на црвените линии, кои што практично ги имавме до сега, ние практично стануваме северни македонци, односно без разлика што имаме во договорот е утврдено македонци слеш граѓани на Република Северна Македонија или државјани, бидејќи веќе и националното и државјанството го ставија во едно. Инаку пред финишот на кампањата се појавија и бројни написи и колумни во кои поддржувачи на промената на името и уставот предупредуваат дека евентуалниот неуспех на референдумот ќе предизвика разни негативни сценарија, од целосна изолација преку банкрот на државните финансии па се до дефинитивно распаѓање на државата.